Општините од регионот ќе се обидат на граѓаните да им понудат културни содржини и во време на корона. Иако во намален обем и со посебни протоколи, Штип сепак не се откажува од јубилејното 35-то издание на Штипско културно лето. Сите манифестации во рамките на Штипско културно лето, сите програми ќе бидат реализирани во Дом на млади на отворено на летната сцена под строго утврдени протоколи, лимитиран број на посетители, претходно означени места со растојание на над 2 метри, седење во парови, безбедносни мерки кои што воопшто се пропишани со државните протоколи за заштита од COVID-19. Годинава штипјани ќе имаат можност да проследат 13 содржини, почнувајќи од 9 јули. Имаме предвидено 13 настани, ќе имаме летна балетска онлайн школа, која што ќе трае цел месец. Потоа имаме кабарет вечер во која настапува Трајче Јованов во представата наречена Гледајте радио. Промоција на нов албум од страна на наш млад автор кој се занимава од областа на електронската музика. Станува збор за Нино Манчини. Во Пробиштип годинава активностите ќе бидат редуцирани и сведени на минимум. Единствено за 28 август, барем сега планираме свечена академија за да одбележиме 65 години општина Пробиштип и на скромен начин исто така одбележување на нашиот најголем празник Илинден. Општина Делчево се уште бара начин како на граѓаните во лето да им понуди и забава, но и безбедност. Настаните предвидени за ова лето, барем они од помал обем, бараме начин да ги организираме согласно препораките и протоколите и секако нивното одржување да го организираме на отворен простор. Како и да е, годинава сите активности ќе бидат во намален обем, а останува препораката публиката да биде крајно одговорна и внимателна.